вечер од студиото во Вашингтон, ова е гласот на Америка на македонски ТВ журналот Newsflash. Јас сум Јулија Велковска. Емисијата започнуваме со прегледот на најновите вести од САД. Американскиот советник за национална безбедност Джим Джонс вели дека Авганистан не е во директна опасност да падне во рацете на Талибан. Во интервјуто за CNN тој подлече дека ситуацијата во Авганистан е комплексна и не може да се реши само преку испраќање на дополнителни сили. Джонс рече дека напредокот на полето на безбедноста, економскиот развој и доброто владење мора да се одвиваат напоредно. Американците Елизабет Блекбурн, Керол Грейдер и Джек Шостак се добитници на овогодинешната Нобелова награда за медицина. Тие го добија престижното признание за истражување на ракот и старењето. Од институтот Каролинска вела дека тројцата научници решиле голем проблем во биологијата кога откриле како хромозомите се копираат и заштитуваат од разградување. Американскиот председател Барак Обама му честиташе победата на лидерот на социјалистите Јоргос Папандреу на вчерашните парламентарни избори во Грција. Папандреу, кој е начело на партијата ПАСОК, е роден во САД. Обама во неделата по телефон разговарал со Папандреу и му кажал дека со нетрпение очекува да соработува со новиот грчки лидер. Американскиот председател исто така испратил честитки до сите грци кои учествувале во гласањето. Шумски пожар во западниот дел на Калифорнија предизвика евакуација на цел град. 4000 жители на местото Врајтвуд, 130 км источно од Лос Анџелес, мора да ги напуштат домовите. Пожарот досега уништил 1400 хектари. Премиерата на хорор комедијата Зомбиленд Викендов привлече најмногу внимание во американските киносали, заработувајќи $25 милиони. По 2 недели на првото место, анимираната комедија Облачност со изгледи за ќофтиња падна на второ место, но не мина лошо во заработувачката $17 милиони. Наредните 100 години е насловот на нова книга која предвидува какви промени ќе се случат во светот во рокот 1 век. Авторот Џорџ Фридман вели дека војните ќе се водат од Вселената, како и тоа дека ќе дојде до намалување на светското население. Основачот и извршен директор на тексашката компанија за глобални информации Стратфор предвидува опаѓање на светското население поради помалиот природен прираст и старењето на неголемиот дел на населението. Од една страна сите говорат за експлозија на населението, а од друга сите знаат дека тоа старе. Факт е дека многу земји, како Русија и Германија, ќе имаат 25 до 30% помалку население. На развиените земји, каде опаѓа населението, ќе им требаат се повеќе емигранти за да го одржат работниот обем. Ќе се надпреваруваме за емигранти, коментира Фридман. Климатските промени пак ќе придонесат да се постават соларни плочи во орбитата на земјата. Во Вселената има доволно простор за соларни колектори. Единствен проблем е како енергијата да се пренесе на земјата. Има два начина, преку кабел и преку микробранова радијација. Книгата на Фридман нуди и шокантни политички предвидувања, дека Турција и Полска ќе избијат како поглавни сили и дека до крајот на векот Мексико ќе се надпреварува со САД за доминација во Северна Америка. Голема сила во соседството со 100 милиони луѓе има проблем со САД и обратно, малку е веројатно Мексико да не представува предизвик по САД во иднина. Фридман прогнозира дека САД ќе најдат на сериозни предизвици во наредните 10 до 20 години, но дека ниту една новопојавена сила, па дури ни Кина не ќе може да ги измести САД од позицијата. Кога ќе се погледнат фундаменталните чинители, незамисливо е некоја друга земја да ги надмине САД во наредните 100 години. Џорџ Фридман е првиот кој предочува дека нема кристална кугла што со сигурност му кажува што ќе се случи и дека може да греши, но подвлекува вистината ќе ја знаат само оние кои ќе бидат живи 100 години подоцна. Ефектите од глобалното затоплување загрижуваат многу. Мина во САД се стравува дека откривањето на нивото на водата ќе се загубат големи области на крайбрежјето. Една жена од Њујорк мисли дека нашла решение на проблемот. Се работи за еден вид фарма на вода. Се наоѓа на брод пристанат кај Статен Ајленд во една од 5 области што го сочинуваат Њујорк. Фотографот Мери Матингли го дизајнирала како дом и работно место за петлица. На бродот ти одгледуваат храна. Деновиве имаме многу пржени зелени домати. Имаме краставици, компири, тикви, зелена салата и друг зеленчук.
На бродот има и кокошки, не за јадење, туку за јајцата. Секоја од кокошките носи по 4 јајца на ден. На оваа фарма има и мала кујна. А 4 кабини за спиење се направени од дрво најдено на отпад. Хартијата со која се покриени ѕидовите се од сцената на сапунската опера додека светот се врти. Речи си, секоја структура на бродот е донирана или рециклирана. Ова е од кутии во кои биле пакувани уметнички слики. Ние најдовме друга употреба. Дури и оваа столица е направена од преработен материјал. Водата во оваа мала дедница е дождовница. Пумпата што ја дистрибуира работи на енергија од соларни плочи. А ако тоа не успее, има други начини за напојување на батериите на овој велосипед што може да произведе електрична енергија. Никој не знае колку долго луѓето може да живеат овде, но едно е сигурно. Посетителите кои доаѓаат да видат, сакаат да пробаат. Најскапа работа овде е самиот брод, но киријата е платена од јавни и приватни групи загрижени за животната средина. Утре во Newsflash, нов филм на Майкл Мур го истражува капитализмот. Тоа се за денеска, ова беше Гласот на Америка на македонски. Јас сум Јулија Велковска. Ви благодарам на вниманието. За најновите содржини погледнете нашата веб страница glasnaamerika.com.